Site zemni osnovi ke se raznišat, sinovi na Svevišnji od ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sudite me pravedno, pogrevo pristrasno, ne pazite na siroma. Tatko moj, ti blagodaram što u ovoj den si ovo moje to srce. Ti blagodaram što me stana, što me ispravi, što mi davaš sila, što mi davaš život zdifi se. I deneska ti zboruje niz mene, ne jaz što sakam, neka bide tvoja ta volja, tatko moj, vo moj život i vo ovije živi slova, što deneska gi ozvučuvam za tvoja slava, da svedočam deka Bog, Otec od nebesen, ni darува život večen. I to je život. Evo negoviot sin Isus, koji će go povika moje to ime, veli Isus, ke bide spasen. Interesna je molitvata, tatko naš koji si na nebesata, neka bide voljata tvoja. Znajte, retko koji može da razbere, hrišćani, što znači to tvoja ta volja. Diskutirаме со една сотрудничка за докторите. Среќавам луѓе кои пијат апчиња за смирување, им велам остави апчињата, фати се за Исус. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. И таа ми вели, јас мислам дека мора да има доктори да се пијат апчиња. Дека Исус ги дал докторите. Знаете, можеме да разговараме ние. Јас мислам, целиот проблем е во тоа, јас мислам вака. Не, јас не мислам ништо, татко мој, ти зборува низ мене, ти мисли низ мене. Исус не мислеше од себе, не рече ништо, рече, татко, ако може да ме одмине оваа чаша. Или рече, татко мој, зошто ме остави, но некако што сакам јас, туку нека биде твојата волја. Значи јас да не мислам, туку ти мисли низ мене, ти зборува низ мене, татко мој, во името на Исус, неко секоја мисла биде покорна на тебе, за да му кажам на сатаната, бегај од мене, сатано. Не мора да има доктори. Ако ти научиш што е тоа Божјата волја во твојот живот, и ако ја прифатиш, и ако почнеш да чекориш по Исуса во љубовта, тогаш нема ти да мислиш, туку ќе ја прифаќаш настанатата ситуација и ќе действуваш во љубов. И тогаш нема да имаш потреба од доктори, од апчиња за смирување или било какви други доктори, освен за Божја слава. Одиме Јован 12 глава, на 6 дни пред Пасха. Дојде Исус во Витанија, каде што беше умрениот Лазар, кого го воскресна од мртвите. Знаете, што значи тоа да воскреснеш е добар? Луѓето мислат, мртов си во коски, па ќе се составиш и ќе се кренеш горе. Да воскреснеш значи да поминеш низ огнот на љубовта, да бидеш креснат, воскреснат, запален во љубовта, во пламенот на љубовта. И потоа, ако си љубов, ќе гориш во љубовта, ако не си љубов, ќе согориш и одиш повторно, Бог знае, во тело или без тело. Одиш во духовното тело. Духот Божји со ревност го љуби, како што вели Исус. Одиш повторно во нов циклус, зашто мојот Господ е многу милостив и долго трпелив. Он вечно не се љути. Значи го воскресна од мртвите. Кресна пламенот, воскресна. Таму му приготвија вечера. Во секого од нас постои по еден умрен Лазар, кој треба да стане. Лазар излези надвор. Излези, седнат, фатен за земјата, каде што нивниот црв не умира.
а пламенот не изгаснува. Таму му приготвија вечера и Марта послужуваше, а Лазар беше еден од оние што седеа со него на трпезата. Значи, треба да воскреснеш за да седиш со него на трпезата. Секако, има еден стих кој вели: остави ги мртвите, Исус, да ги погребуваат своите мртовци. Кога ќе разбереме дека овој свет е мртов, без дух. Без духот Исусов светот е мртов. Се е мртво што правите без духот Исусов. Се разбира, вие правите одредени ситуации, ги живеете и потоа тоа е причина и последица на зборовите, на мислите, на постапките. Треба да се плати тоа. Степенот на нељубов кон другите го плаќате. Се она што ви го прават вам, правете им го и вие. А Марија, откако зеде литар чисто скапоцено миро, ги помаза нозете Исусови. Кога вие ќе земете чисто миро, чиста солза од душата, чисто чувство, и покрај нозете Исусови се фативте. Ја видовме, знаевме една пријателка, сотрудничка за која се молевме во Австралија. Таа викаше, се фати за нозете Исусови, не го пушташе додека не го исцели сопругот нејзин. Јас не знам денеска каде е, што прави. Знаете, ние бевме сведоци на тоа, што значи тоа миро. Таа лееше солзи, ги држеше нозете Исус. Исусе, не те пуштам додека не ми го исцелиш сопругот. Знаете, ги помаза нозете Исусови и ги избриша со косата своја нозете негови. Тоа е категорија како се застанува пред Исус. Луѓето викаат Исус вака, Исус така, јас така. Не. Застани пред Исус. Тоа често го повторувам и гледам дека се уште не го разбираат. Долги години пееме, се радуваме, за да не станеме културно-уметничко друштво, пеејќи и славејќи го Исус, а да не знаеме да ги измиеме нозете негови. Понизност, понизете се пред Господа. И тој ќе ве подигне. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ги избриша со косата своја нозете негови, а куќата се исполни со мирис од мирото. Куќата сте вие, во кое телото, во кое вашата душа со духот. Куќата е црквата, куќата е другата куќа. Еден од учениците негови, Јуда Симонов Искариотски. Кај си бе, дечко? Кој сакаше да го предаде, кој сакаше, пазете, сакаше, посака. Што и да посакате во моје име ќе ви се даде, но само ако си во Исус. Има еден стих кој вели, во Исус веќе нема ни машко ни женско, но ако е во Исус, ако не сте во Исус, има и машко и женско. И слободен и роб. Само во Исус се порамнуваме. Но колку луѓе се во Исус? Дали познавате некој на земја? Јас долги години одам, ретко некого среќавам. До некаде се дојдени. И повторно држат до своето. Јас мислам дека треба да има доктори. Не треба да има доктори. Во Божјото царство. Ако си ти во љубовта, ти си здрав. Во Исуса Христа. Тој е твојот доктор и исцелител. Јас застанувам пред него и велам, Исусе, зошто ме болат непцата? И тој ми покажува дека сум осудувал со подсмев одредени луѓе од власта. Знаете, за секој лош збор, што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Еден од учениците негови, Јуда Искариотски Симонов, кој сакаше да го предаде. Јас сакам, јас мислам. Зошто не се продаде ова миро, рече. Зошто не се продаде ова миро за 300 денари? Трговци, цариници, купувачи, мојот дом го направивте разбойничка пештера, да се раздаде на сиромаси. Виш, сиромав е добра категорија. Сиромав по дух, сиромав за пари. Имам еден брат, заглавен, треба да оди во затвор. Дали ние ќе собереме пари? Црквата има отпор, заедницата. Дали сме ние заедница, се покажува. Бев во затвор и не ме посетивте. Тој вели, дали ние ќе дозволиме за некои 600 евра, не знам, сума, тој да оди во затвор, нема да му не платиме сметката. Десетина луѓе. Се она што ви го прават вам, правете им го и вие. И каде е тогаш оној Божја заповед, љуби го својот ближен како себе си? Дали ти се љубиш себе си? Дали ти би дозволил ти да одиш во затвор, да не му ја платиш сметката? Дали ти би си дозволил сам на себе? Па тогаш како дозволуваш другиот да оди? Па дури го осудува, треба да оди. Треба да оди. Знаете, кога ќе го слушам тоа и кога ќе ја погледнам причината и последицата на секое осудување, на секој збор, што ќе се случува понатаму со нив? Ова тој го рече не дека се грижеше за сиромасите, туку зашто беше крадец.
Видите, сребролюбие и крадење е најголемо зло, посебно во Македонија. Толку крадат нашите политичари. Луѓе ли сте или животни, крадат со тони, не можам да го објаснам тој збор. Значи, Јуда е крадец, тоа е јудејство. Јуда Симонов кој го предава Исус, ти го предаваш Исус, крадеш човек, крадат од кредитите, го продадоа сопствениот народ. Тоа се вашите слепи водачи. Ке паднете сите во јама без Исус. Бидејќи вие ги гласате, се борите за нив, бидејќи ви даваат, по нешто ситно ви даваат. Тој го чуваше ковчежето и крадеше од она што пуштаа во него. Македонијо, ете докаде си дојдена Армакедонијо. А Исус рече, оставете ја, значи зборува за Марија, која го изми нозете со солзи и со миро, таа го запази тоа за денот на мојот погреб. Зашто сиромасите ги имате секогаш покрај себе. Секогаш има некој. Мене ме немате секогаш. А зошто? Па ако имаш тесно срце, ќе го немаш и ќе одиш кај доктор наместо кај Исус. А јас ти велам, не оди на психијатар, не оди на доктор. Застани пред Исус, па тој ќе ти каже дали треба да одиш пред доктор. Тој ќе те исцели на две нивоа. Ова го зборува и апостол Лоренц Новосел, интересно. Докторите те лечат само на телесно ниво. Причината останува зашто си ти болен е духовна природа, степенот на нељубов во тебе. Исус ќе те исцели на духовно ниво. Првин кога ме боли нешто прашувам, што треба да поправам? Зошто ме боли ногата, например? Зошто сечеш дрва таму? По соседството, например. Те сакам, Господи Исусе Христе. Дали вие разбирате што значи да се застане пред Исус? Не сум сигурен дека разбраа. Толку години пееме, се уште им велам застани пред Исус, они пак одат пред луѓе, пред доктори. Сами решават, јас мислам вака, јас сакам така. Посакувам. Сиромасите ги имате секогаш покрај себе, мене ме немате секогаш. Мнозина од јудејците разбраа дека Исус е таму, па дојдоа не само заради Исус, туку да го видат Лазар, кој тој го воскресна од мртвите. Лазар кој помина низ огнот на љубовта. Ние не знаеме дали е тој праведен, дали е за Божја слава. За Божја слава е секако. Дали Исус по негова волја го испади за Божја слава. Дали имал доволно љубов во себе си. А првосвештениците се договорија, освен Исус, да го убијат и Лазар. И повторно доаѓаме јудејците, првосвештеници, садукеи, фарисеи, писмознанци, сакаат да го убијат Исус, зашто прави чуда. Месијата, самиот Бог. И затоа е тој стих, словото убива, духото животворува, а знаењето возгордејува. Гордоста е смртен грев. Горци не прифаќаш ништо. Љубовта ослободува. Која е љубов? Исусовата љубов, да ги љубиш сите. Да не дозволиш братот доди во затвор да се избереш, да платиш 600 евра. Колку му е казната? Тој е изгубен пијапчиња, се развел, плаче. Дали ние имаме тврдо срце? Дали му служиме на мамона? Кога ќе излеземе од конформа зона на лежерност, не мора ништо да правиш за Исус. Тоа е протестантизам. Си седиш, Исус се направи да си пееш песнички. Песнички со Н или со М. Песнички. Зашто мнозина од јудејците доаѓаа поради Лазар и веруваа во Исуса. На другиот ден мношто народ кој беше дошол на празникот, кога чуја дека Исус доаѓа во Ерусалим, иде Спасителот, Исцелителот, Месијата, зедоа палмови гранчиња и излегоа да го пречекаат и извикуваа, велејки Осана, Осана, Осана во висините. Осана, Хошијана, спаси ме, на месијанскиот восклик. Благословен е кој доаѓа во името Господово, царот Израелев. Така викаат, по неколку дена го распна, велеа распни го, иако беа тие платеници, а потоа е интересно. Распни го. Првосвештениците рекоа, ние немаме цар освен Цезарот. Тие што ги познаваат словото, тие што го распнаа Исус. И потоа тој вели, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име, и потоа доаѓаат македонците, апостол Павле, а Исусот како најде едно магаре, седна на него како што е напишано. На конј бел победнички или на магаре?
како слуга. Исус дојде да служи на сите, ние сите сакаме нам да ни служат. Не плаши се, керко си онова, еве царот твој иде седејки на магаре, но ова учениците негови не го разбра и денеска не го разбираат. А кога се прослави Исус, се прослави, тогаш се сетија дека тоа беше напишано за него и дека му го направија тоа. Народот, тие имаат, писмо, приказ, расказ дека ќе дојде. Го знаат, тоа доаѓа, тој го распна, го убија, сака да го убијат и Лазар кога го воскресна. Словото убива, на вистина духото животворува. Односно, телото без дух е мртво, верата без дела е мртва. Без Исус, народот што беше со него кога тој го извика Лазар од гробот и го воскресна од мртвите, сведочеше. Затоа и го пречека народот, зашто го пречека, зашто беше чул дека тоа чудо го направи тој. А фарисеите си велеа меѓу себе, гледате ли дека ништо не помага, светот тргна по него. Тие сакаат да спречат. Тие кои го знаат Словото. Кога ќе видам некој кој го знае Словото, цитира и се расфрла, добро знам дека се тоа фарисеите и садукеите, писмознанците кои седат на Мојсеевиот престол и го распнуваат Исусот, тие зборуваат, а не извршуваат. Тие се тие што го распнаа и се уште го распнуваат Исус. Или кога ќе видам како некој со косата, со нозете, му ги мие нозете на Исус, тогаш гледам дека повторно се воскрева, се подига еден Христов слуга, еден молитвен војник на Исуса Христа, бидејќи светот ќе тргне по него, а не по нив, по фарисеите. Меѓу дојдените за празникот на поклонение имаше и некои елини од Македонското царство. Тие пристапија кон Филип, кој беше од Вицеида Галилејска, и го молеа, велејќи: Господине, сакаме да го видиме Исуса. А потоа тој го сонува сонот апостол Павле. Знаете, ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, запишано од Бог. Затоа внимавај, брати и пријателе, бугарин, србин, грк, албанец, НАТО, Европска унија. Кого сакаш да избришеш ти? И во чие име настапуваш? Бегај од Македонија, сатано, во името на Исус. Дојде Филип и му кажа на Андреј, Андреј на Филип му кажа на Исус. Исус пак им одговори велејки: дојде, Оче, дојде часот да се прослави Синот Твој. Дојде часот да се прослави Синот човечки. Вистина ви велам, ако зрното пченично што паднало на земја не умре, ти си зрното пченично. Треба да паднеш на земја пред Исус и да умреш. И духот негов да дојде во твоето срце, да те оживее како Лазар. Останува само. А ако умре, ќе донесеш многу плод, тогаш Исус ќе живее во тебе. Тогаш нема ти да зборуваш од себе. Нема потреба да му кажам на некој: бегај од мене, сатана, зашто мислиш на тоа што е човечко, а не на тоа што е земно, а небесно. Ти тогаш нема да мислиш од своја глава и да зборуваш од себе, да правиш дела од себе за своја слава, туку Исус ќе зборува низ тебе. Кој го сака животот свој, ќе го загуби. Овде си кратко време старееш, те ставаат во земја, а после си викаш кој знае што. Не ни веруваш дали има живот. Душата оди на суд, поминува низ воскреснатиот оган. Иако има љубов, ќе гориш со огнот, одиш во Божјото царство, во царството на љубовта, горе сите се љубат. Ако не продолжуваш понатаму, според Божјата драма, кој го мрази животот свој на овој свет, ќе го запази за вечен живот. Мрази и сака. Сакаш овде да живееш, дали работиш за Царството Божие или работиш за себе си, за своја слава. Исус вели: кој ми служи мене, нека врви по мене. Дали му служиш на Исус? Дали врвиш по него? Како значи да врвиш? Па да го завртиш и другиот образ? Бе во затвор, да го посетиш, да му помогнеш, да му ја дадеш и горната облека, ако некој ти бара назем, дај му. Да простуваш, да победуваш, никого да не осудуваш и да ја вршиш Божјата волја, не твојата. Тоа е најтешко да го разберат и христијаните и било кој. Како сега јас сакам ова, јас мислам вака. И каде што сум јас, таму ќе биде и мојот слуга. Каде беше Исус? Болните, гладните, самените, сирачиња. И кој ми служи мене, него ќе го уважува и мојот Отец.
Кој не го знае Отецот, не го знае и Синот. Мораш да го знаеш Синот и Отецот. Значи Бог ни дарува живот вечен и тој живот е во неговиот Син Исус. Душата сега ми се нажали што да кажам, Оче. Еве го Исус сега зборува од своје име, прв пат, неколку пати има кажано. Избави ме од овој час. Но заради тоа и дојдов. За овој час, Оче, прослави го името свое веднаш. Тогаш дојде глас од небото и прославив, и пак ќе го прославам. Оче, избави ме од овој час. Доаѓа нешто. Не, прослави го името свое. Прифаќаш со радост на никој да не ти ја открадне и бараш сила од Исус. Зборувавме за простувањето. Кој простува, тој победува, тој е дојдено по дух. Лесно е да простиш на некој што ти направил нешто и проште години не го гледаш веќе и му простуваш. Може би се нервираш кога се сетиш. Но тој што постојано го прави истото, пак му простуваш и пак тогаш ти треба сила. Не можеш да простиш сам. Исусе, дојди помогни ми да му простам. А народот што соеше кога го чутува велеше загарм и други пак рекоа, ангел му проговори, Оче, прослави го името свое во мене, во било што. Исус одговори, рече, овој глас не беше заради мене, туку заради вас. Тие слушати глас од небесата. Гласот на небесниот татко, кога ќе го слушнеш ќе се затресеш. Темелите на земјата се затресуваат. Сега е судот на овој свет, сега кнезот на овој свет. Сатаната ќе биде исфрлен надвор. Каде надвор? Исфрлен на земјата. И ќе почне да ви ја мати водата и да ви кажува, вака ќе правиш, така ќе правиш. Јас сакам ова не ми се допаѓа, овој не го сакам. И кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. Исус распнат, дигнат, вознесен. Ова го зборуваше за да покаже со каква смрт ќе умре. Те сакам, Господи Исусе Христе. Народот му одговори, сме слушнале од законот дека Христос вечно ќе остане. Месијата, помагаш, Спасителот. А како ти велиш дека Синот човечки треба да биде издигнат? Кој е тој Син човечки? Видите како не се разбира писмото. Проучувале со години, го учеле. Доаѓате кај писмата, им вели Исус на едно место. Мислите ќе ви дадат живот вечен, но не доаѓате кај мене. Кај мене, треба да дојдеш кај Исус. Кај Исус, не на доктори. Исус, еве сум, кажи ми што да променам. Што да променам? Еве ти го срцето, дај му го срцето, нека се насели во него. А потоа ќе видиш дали треба на некој да му платиш казна или да оди во затвор. Тогаш Исус им рече, уште малку време светлината е во вас. Одете додека има светлина, за да не ве опфати светлина, темнина, и темнината не опфати светлината. Он зборува за времето на животот. Потоа одиш во темнина и ќе чекаш додека не се исчистиш од нељубов. А кој оди по темнина не знае каде оди. Без Исус не го гледаш духовниот свет. Не знаеш што има во човекот, освен духот, кој е во тебе и во него. Додека имате светлината, Исус, верувајте во светлината, јас сум светлината на светот, го осветлува патот, за да бидете синови на светлината, синови Божии, синови керки Божии, Исусови синови. Татко мој, те сакам. Штом го рече тоа, Исус си замина и се сокри од нив. Нека секој збор ги допре оние кои имаат потреба од твојата љубов. Исто толку чудесни знаци беше направил пред нив. Тие пак не веруваа. Ке се исцели некој, знаете, и пак ќе си фати патот. Ај, можда така ме помина. Имам повеќе примери. Се молевме, се исцели. Страв му беше, отишол, сега вози камион. И го нема. Пак му се случи, почина некој близок, ми плачеше, се молевме на телефон, пак си се врати. За да се исполни словото од пророкот Исаија. Луѓето сакаат да се исцелат и да се вратат на стариот начин на живот. Прашање следниот пат, кога ќе биде уште потешко. Кој рече, Господи, кој поверува Исаија во она што го чуло од нас и кому и раката Господова, кому се откри. Тие затоа не можеа да поверуваат, зашто Исаија уште вели, ги ослепи очите нивни, ги искамени срцата нивни. Драги христијани, внимавајте да не имате камени срца, да не ви е жал за братот таму, што му се случува нешто, да си пеете песнички, да ви е жал да извадите, да ја дадете горната облека и кошулата, да одите 3 мили, 5 мили, да
да платите казна некој за да не оди во затвор. Тие зборуваат, цитираат, но не извршуваат. Ги ослепе очите нивни, ги скамени срцата нивни, да немате камено срце, за да не гледаат со очите и со срцето да не разберат. Дали во срцето ќе разберете што е Исусовата љубов? И каде сте вие во сето тоа? Надвор од тоа. Гледате благослов, благодат, спасени сте и чекате. Или извршувате некои безвредни обреди кои немаат никаква врска со Исусовата љубов. Пониско ниво на христијанство, пензионерско христијанство, обредно христијанство, примитивно. Те сакам, Господи Исусе Христе, со срцето да разберат и да не се обратат, за да ги излекувам. Значи, за да бидеш исцелен, треба да немаш камено срце. Затоа си болен. Затоа одиш по доктори телесно. Телесниот човек оди по телесни доктори. Духовниот човек застанува пред Исус. И му ги мие нозете со мирото. И потоа е воскреснат како Лазар. И седи со него на трпезата. И него сакаат да го убијат како Исус. Во нељубов. Ова го рекол Исаија кога ја беше видел славата негова, изборувал за него, но и од началниците мнозина поверуваа. Само заради фарисеите не признаваа, за да не бидат исклучени од синагогата. Значи ќе ми речат некој, добро е ова, ама знаеш, ти одиш ваму право таму. Зашто им беше помила? Зашто им беше помила човечката слава? Отколку славата Божја. Отколку славата Божја. А Исус извика и рече, слава човечка. Тоа го слават тие. Славата е негова. Волјата е негова и славата. И не заборавајте, и силата. Вие немате сила сами од себе. Вие примате сила од Таткото Небесен и по извесен период ќе паднете, ќе се намали силата и ќе почнете да овкате, ќе разберете дека силата не е од вас, дека здравието не е во вас, дека нема потреба да одите по доктори. Треба да паднете пред носете негови. Исусе, те сакам, прости ми за се. Зашто им беше помила човечката слава, отколку славата Божја. Исус извика и рече, кој верува во мене, не верува во мене, туку во оној кој ме пратил. Во Исус е видлив небесниот татко. Кој ме гледа мене, Исус, го гледа оној кој ме пратил. Кој го пратил? Небесниот татко. Татко мој, не се создал тој, сите, се ова дрва, дверови, едни, други, трети. И другите што се паднати, само тие се паднати, им дава слободна волја да го изберат Исус. И ако некој ги чуе, јас светлина дојдов во светот, јас сум светлината на светот. Така што никој кој верува во мене, и тоа е, што значи да се верува во него и да си седиш, не, да веруваш, каде што сум јас, таму е мојот слуга, да действуваш во љубов. Доаѓа ситуација и ти седиш, велиш, не му помагам, многу немам време сега, не ми се свиѓа. Или, Исусе, прости ми, те сакам. Така што никој кој верува во мене да не остане во темнина. Што значи да веруваш, па да застанеш пред Исус и да станеш како Лазар од мртвите, откако ќе му ги измиеш нозете со миро. И ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам. Зашто не дојдов да му судам на светот. Пазете, туку да го спасам. Таткото дојде да го спаси светот. Има старозаветен закон око за око, зап за зап, и тој закон не може да се порекне. Се што си правил треба да отплатиш. Човекот бил во војна, убивал, пукал. Не знае дали убил, гледал крво и таму кај што пукал. Пие апчиња за смирување. Тие луѓе се по психијатри. Треба да се отплати гревот, да се отплати гревот. Наплата на гревот е смрт, тоа значи духовно си мртов, додека не паднеш и не му ги измиеш нозете. И тогаш не воскреснеш како Лазар, кој е внатре во тебе, брате и пријателе. И ако некој ги чуе зборовите мои не поверува, јас нема да го судам, зашто не дојдов да му судам на светот, туку светот да го спасам.
koji se odkажува од мене и не ги прима зборовите мои, има кој да го суди словото што го кажав. И рече Бог, нека биде светлина. Тоа ќе го осуди во последниот ден. Дали си ти Вавилонец, гладиш кула највисоко, дали си сатански син, паѓаш од небесата, сакаш да бидеш над сите, дали си Каин кој губива Авела зашто не го љубиш својот брат, дали си Адам кој јаде поради непослушност од дрвото на познанието на доброто и на злото и не може веќе да јаде од дрвото на животот и затоа е смртен. Зашто си мртов во духот. Не јас што сакам и јас мислам, нека биде волјата Твоја, силата и царството е Негово. Значи, словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Исус е словото. Љуби го својот ближен како себе си е словото. Како себе си. Да се љубите еден со друг како што и јас ве возљубив. Дали го љубиш братот све, ако не сакаш да му платиш казна, треба да оди во затвор. Дали го љубиш? Одговорот е внатре, дали имаш камено срце. Зашто јас сам од себе не зборувам, еве го. И јас исто така. Отецот кој ме прати, тој ми даде заповед што да кажем и што да зборувам. Љуби го својот ближен како себе си и го држам тоа пред очите, во душата, во срцето. И чекам водство од Исус. И знам дека заповедта Негова, љуби го својот ближен како себе си, е живот вечен. Тоа е животот, да го љубиш ближниот како себе си, ако не го љубиш доволно. А она што го зборувам јас, Исус и јас исто, татко мој, го зборувам така како што ми велиш ти, татко мој, како што ми вели Отецот. Зашто јас сам од себе не зборувам. Отецот кој ме прати, тој ми даде заповед што да кажам и што да зборувам. И знам дека заповедта Негова е живот вечен. А ако не го љубиш братот свој, прво Јованово, пребиваш во смртта. Без разлика дали одиш во црква, дали ти е добро, дали пееш песнички, дали мислиш дека си спасен по благодат, дали одиш вршиш обреди, скокаш, рипаш, дали цитираш, исцелуваш, врескаш, помагаш нешто, но до некаде. И после ќе дојде моментот кога ти ќе бидеш на испит, треба да полагаш за љубовта и ќе речеш не ми се свиѓа ова, јас мислам вака, јас мислам дека треба да одам по доктор, јас мислам дека нема да му помогнам на овој. Кој се откажува од мене и не ги прима зборовите мои. Што значи да ги примиш зборовите, да ја примиш љубов? Има кој да го суди. Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден, зашто јас сам од себе не зборувам. Отецот кој ме прати, тој ми даде заповед што да кажем и што да зборувам. Лазаре, стани. Марија, стани. Исус те воздигнува. Му ги миеше нозете со солзи. Ете така се застанува пред Исуса. А ти, пред кого стоиш, брате и пријателе, кому му служиш, чија слава ја бараш, време е Лазар да воскресне, да се растопи твоето срце со пламенот на љубовта Исусова. Прости, не осудувај, покај се за гревовите на твоите предци. Прифати ја Божјата волја во твојот живот, не ти што сакаш, ти што мислиш. И барај го Царството Божјо и се ќе ти се придаде. Еден е лекарот, исцелителот, судијата, кој создал се, Таткото Небесен, видлив во Исуса Христа. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Амин. Не знам, не разбирам, но ти на одат
uzvišat. Sinovi na Svevišnji od, ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim